Американската државна секретарка Хилари Клинтон започнува турнеја низ Азиско-Пацифичкиот регион, а врвен демократот Сенатот е под голем притисок да си даде оставка. Ке ви кажеме зошто, како и за се друго што прави наслови на овој ден. Го гледате News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Американската државна секретарка Хилари Клинтон од понеделник е на 10-дневна азиско-пацифичка турнеја посветена на безбедноста, развојот, заштитата на човековата средина и одржувањето од цврсти врски со неколку земји од регионот. Клинтон најпрви на Хаваите ќе му биде домаќин на јапонскиот министер за надворешни работи Кацуја Окада. САД и Јапонија се во спор околу релоцирање на американската воздухопловна база Футенма на префектурата Окинава. Според договорот од 2006, базата треба да биде преместена од густа урбана област во крајбрежен регион, но дел од политичките фракции во Јапонија сакаат базата целосно да замине од Окинава. Клинтон потоа ќе замине во посета на Папуа Нова Гвинеја, Нов Зеланд и Австралија. Северна Кореја побара мировни разговори со САД и прекин на санкциите како услови за продолжување на застоените шестрани разговори за денуклеаризација. Севернокорејскиот министер за надворешни работи во изјава од понеделникот кажа дека продолжувањето на мултилатералните разговори зависи од мировниот договор со САД. Корејската војна, што траеше од 1950 до 1953, заврши со примирие, а не со мировен договор. Во изјавата исто така стои дека договорот е клучен за прекин на состојбата на војна, што била коренита причина за напнатите односи меѓу САД и Северна Кореја. Советот за безбедност на Обединетите нации во јуни постави санкции спрема Северна Кореја, откако Пјонкјанг изведе 2 теста на нуклеарно оружје. Во 2005 Северна Кореја подпиша спогодба со САД и 4 други држави, Кина, Русија, Јапонија и Јужна Кореја, каде е поставена рамка за севернокорејското нуклеарно разоружување и мировен договор. 5 држави се обидуваат да го убедат Пјонкјанг да ја прекине својата нуклеарна програма во замена за финансиски и дипломатски поттици. Водачот на демократското мнозинство во Сенатот Хари Рид нема да се повлече од функцијата поради расен коментар за председателот Барак Обама и покрај барањата на републиканците. Тој во неделата изјави дека не само што нема намера да го стори тоа, туку планира и да се кандидира за реизбор наредниот ноември. Изјавата уследи кусо време откако председавачот на републиканскиот национален комитет Майкл Стил го повика Рид да даде оставка. Стил рече дека коментарот на Рид е во расчекор со американскиот став за расизмот. Контроверзата се однесува на книга за председателските избори 2008, што наскоро треба да излезе од печат. Во неа авторите пренесуваат изјава на Рид дека тогашниот председателски кандидат Барак Обама би требало да биде избран за председател бидејќи е афроамериканец со светла боја на кожата и без црнечки дијалект, освен доколку не сака да има таков. Рид во саботата изјави дека жали за коментарот. Председателот Обама подоцна реагираше со своја изјава дека го прифати извинувањето на Рид. А полицијата во Ангола приведе 2 осомничени во врска со смртоносниот напад пред националниот фудбалски тим на Того. Осомничените се уапсени во анголската провинција Кабинда, која е богата со нафта, во истата област каде беше нападнат автобусот со фудбалерите на Того. Официјални лица велат дека 2 осомничени се членови на сепаратистичката група Фронт за ослободување на енклавата Кабинда, која ја презеде одговорноста за нападот. Сепаратистичките бунтовници велат дека мета на нападот не била селекцијата на Того, туку анголските безбедносни сили, а нападачите го убиле возачот на автобусот, помошник тренерот и портпаролот на селекцијата. Имајте не пред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации, појдете на glasnaamerika.com. Председателот Барак Обама објави суспендирање на идни трансфери на затвореници од Гвантанамо на Куба во Јемен. Имено Јемен е државата во која се обучуваат голем број терористи, вклучувајќи го и нигериецот, што сакаше да разнесе авион на католички Божиќ. Во приложение ќе чуеме што мислат аналитичарите за ова. Американски официјални лица велат дека најмалку 2 поранешни затвореници од Гвантанамо сега ги водат операциите на Ал-Каида во Јемен. Околу 90 притворени, речиси половина од оние кои преостанаа таму, се од Јемен. Но по обидот за бомбашки напад на американски авион од човек наводно обучуван во Јемен, Соединетите американски држави почнаа да размислуваат за својата политика на ослободување.
Председателот Обама вели дека Америка ќе ги суспендира идните трансфери на притвореници во Јемен. Републиканскиот сенатор Џон Маккейн при посетата на Ирак го поздрави потегот на председателот. Други кои го напуштиле Гвантанамо и заминале во Јемен, не само што се вратиле на борбата, туку станале и самоубиствени бомбаши и лидери. Тоа мора да запре. Потегот го компликува планот на председателот да го затвори објектот во Гвантанамо до 22 овој месец. Но тој и натаму тврди да нема забуна, ќе го затвориме Гвантанамо. Сега Обама е во многу немирни политички води, вели Питер Байнард од Новата американска фондација. Кога луѓето почнуваат повеќе да се плашат заради напад или обид за напад и страв се шири преку медиумите, рамнотежата меѓу граѓанските слободи и безбедноста се пореметува за сметка на слободите, особено кога се работи за граѓански слободи на неамериканци, со кои повеќето американци не се идентификуваат, вели тој. Байнард препорачува испраќање на притворениците од Гвантанамо во затвори со максимално обезбедување во САД, наместо да се враќаат во нивните земји. Джеймс Филипс од фондацијата Heritage смета дека ако сепак се враќаат, тоа треба поинако да се изведе. Мора да има посилен надзор врз нив откако ќе бидат ослободени, вели тој. Но во моментов не се има многу доверба дека Јемен може да обезбеди таков засилен надзор. Утре во Newsflash, како се прочистува водата во Вашингтон? Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Посетете ја и нашата веб страница за повеќе информации гласнааmerika.com. До гледање.